како се живее со месеци без плата. Околу 180 работници на фабриката МЗ Телеарница со месеци немаат земено плата и се жалат дека работат во лоши услови, без платени придонеси и здравствено осигурување. Тие денеска повторно излегоа на протест пред владата и собранието и ги повикаат да се позанимаваат со нивниот случај, наместо да ги игнорираат. Веќе трета недела поради неисплатени плати, придонеси, здравствено осигурување. Услови за работа се комплетни. А што се случува во Се случува тоа што плати не е исплатено 3, 4, 5, 6. Зависи за кој така, на сите Здравствено нема година дена. Платено, придонеси нема, никакви платено. Работниците обвинуваат дека речиси една година не земаат редовна плата, освен инцидентно, кога на рака и во кеш им се дава одредена сума. Од синдикатот информираа дека придонесите не им се платени за 9 месеци, од септември 2015 година. Услови катастрофа. Вода немаме за пиење, не е случајно. Како се работи во такви услови? Како се работи, ние си знаеме. Првобитна заедница. Тоа никаде го не може век. Тешко да го има никаде. Со шишиња идеме да други погони да пуниме вода. Сега е испокрадо, а сега ќе колобринам че фирмата. Велат дека иако пријавиле во градежна и трудова инспекција, во управата за јавни приходи, кај јавниот обвинител, па и во финансиската полиција, досега немаат никаква информација што институциите преземале против работодавачот. Како да животот без плата не е доволно тежок, тие се жалат и на лоши услови при работата. Работниците до нова доставија и видео од условите во кои работат во фабриката, за кои обвинуваат дека се целосно небезбедни и несигурни. Вработените уште пред 2 недели започнаа генерален штрајк, кој според синдикатот започнал откако работодавачот им соопштил дека го прекинува производството и ги упатил на годишен одмор без да ги подмери обврските за плата. Од владата засега немаат никаков став за тоа дали ќе се преземе нешто за случајот МЗ Телеарница. Не се достапни за коментар ниту од компанијата за тоа кога и дали ќе им бидат исплатени сите долгови на работниците.